Добра вечер. Дневник на КТВ, вторник 17 март 2026. Село Марена добива нов модерен изглед на кејот благодарение на крупна донација од 300.000 евра од фондацијата Илија Камчев. Денеска проектот беше официјално представен пред локалните жители од страна на градоначалникот Митко Јанчев и бизнисменот Орце Камчев. Овој проект има и емотивна вредност за донаторите со оглед на тоа што Марена е родното место на Илија Камчев. На презентацијата на проектот присуствуваа представници на општина Кавадарци и семејството Камчеви, кои со оваа инвестиција се враќаат на своите корени. Денеска на задоволство на село Марена и на жителите на село Марена, после подолго време правење на проект и еден од клучните и значајните проекти за село Марена, тоа е уредување на речното корито во село Марена со должина од 1000 метри, комплетно партерно уредување со минорно и мајорно корито, и честа е поголема уште и задоволството е поголемо и на маренци и мене како градоначалник. Од ова село имаме повеќе успешни бизнисмени и еден од најуспешните бизнисмени тоа е Орце Камчев со неговото семејство и фамилија. Денеска е присутен тука како дел од семејството Камчеви, фондацијата Илија Камчев, кој што е донатор на овој проект со висина негде околу 300.000 евра, една значителна сума, една битна сума за село Марена, а и на пошироко ниво, со неговата мајка, со неговата сестра, во чест на неговиот покоен татко, кој што токму тука од ова село потекнуваат како семејство и како градоначалник можам да кажам дека доблеста на еден човек кој што стигнал до високо ниво како семејство, е на високо ниво кога ќе се врати во своето родно место, би рекол, на неговите родители и претходници, и да се донира значителна сума финансово 300.000 евра за изградба на едно речно корито уредување. Речното корито ќе биде комплетно уредено со партер, со зелени површини, со минорно и мајорно корито, со осветлување, со детски реквизити и со качија за рекреација и за повозрастните и за помладите. Така да ќе го видите тоа и на проектот. Очекувам да биде изградбата брза и уште еднаш заблагодарам од име на жителите на Марена, на жителите на општина Кавадарци, на семејство Камчеви, а исто и ова речно корито ќе биде со одлука на совет донесено и посветено на неговото име, на фондацијата и на покојниот негов татко Илија Камчев. Најпрви сакам да му се заблагодарам на градоначалникот Митко Јанчев. Негова беше иницијативата, веќе 2 години го збориме како проект. Се договаравме порано да го почнеме, едни избори беа, па други избори дојдоа, па ајде да не се мешаме во изборите, рековме, и еве го дочекавме моментот да појде одлуката на Советот на општина Кавадарци. Едногласно, ние како семејство сме среќни дека сме во можност да го донираме овој проект, а уште повеќе што го поврзува родното село на мојот татко со Кавадарци и мислам дека тоа ќе му беше огромна желба да еве денеска ние, јас, сестра ми тука успееме да го донираме на жителите на Марена, на Кавадарци, на вистина еден убав хуман проект што градоначалникот и неговиот тим го испроектира и се надевам дека веднаш во многу брза иднина истиот ќе го реализираме на доброто на сите. Старите велат каменот си тежи на местото. Токму во тој правец нашите амбасадори, нашите корења кои потекнуваат од овие краишта на територијата на општина Кавадарци, нашата фамилија Камчеви, која е прилично фамилија која остава белек во нашата Република Македонија, реши заедно со лобирање на градоначалникот Митко Јанчев да остави белек на неизиното време. Токму во тој правец како Марена, како Кавадарци ќе бидеме горди на овој кеј кои со мирно и мајорно корито ќе остават белек на една фамилија која во Република Македонија е прилично успешна, а ние сме горди што потекнува од нашето Кавадарци и нашата Марена. Како претседател на Совет на општина Кавадарци, од име на сите советници, голема благодарност до фамилија Камчеви за тоа што се сетија и за тоа што ќе го остават на нашето Марена, и воедно како совет и како градоначалник прилично достојно сите жители на општина Кавадарци ќе бидеме горди за тоа што е оставено, и еден апел до сите наши влијателни фамилии кои потекнуваат од нашето Кавадарци да го следат овој чекор, затоа што, како што реков, каменот си тежи на местото, битни се делата заедно со зборовите. Благодарам.
Општина Кавадарци и јавното предпријатие Комуналец уште еднаш ја потврдија одличната соработка со соседната општина Росуман преку донација на цистерна за потребите на тамошното комунално предпријатие. Градоначалникот Митко Јанчев истакна дека поддршката за соседите е приоритет за развој на целиот регион, додека неговиот колега Ѓорги Крстевски упати благодарност за овој значаен гест. Покрај возилото за жителите на Росуман пристигна уште една добра вест – воведување бесплатен превоз за пензионерите. Денеска е само едно продолжување на и така како високата соработка меѓу општина Кавадарци и општина Росуман, како братска општина која што е произлезена од општина Кавадарци. Значи општина Кавадарци према општина Росуман и обратно имаме братска соработка, поготово со градоначалникот актуелен Ѓорџи, кој што сега има на почеток на мандатот повеќе визии и работи кои што треба да бидат од благодет за цела општина Росуман и за росуманци, меѓутоа и за цела територија. Значи тоа станува збор за цистерна, за миење на улици и миење на јавни површини, која што ќе биде од големо значење за општина Росуман во делот на хигиената, одржување на екологијата и самиот живот на жителите на општина Росуман. Ја би кажал и би додадел дека општина Кавадарци е отворена општина, каде што е денеска и по податоци на локална самоуправа Министерството, општина со најмногу договори во делот на давање на услуги према други општини и према јавни институции. Тоа е еден редок пример каде што општина Кавадарци не се штеди само за себе, него општо помага во секоја една општина без разлика на нејзината големина, поготово кога станува збор за општина Росуман, ние се рачунаме како еднакви општини, како заеднички општини во делот на соработката и помагањето. Како општина Кавадарци, градоначалник, заедно со градоначалникот од општина Росуман, сакаме да го заеднички ние како општина Кавадарци и јас како градоначалник му помогнеме на Росуман да го подобри животот во општина Росуман, поготово во делот на нивната логистика и патување према општина Кавадарци, така да, ќе си каже после градоначалникот, имаме заеднички проект каде што и ние ќе дотираме со некои наши можности преку јавното предпријатие за превоз, да имаат некакви субвенции и жителите на општина Росуман према патувањето на општина Кавадарци, поготово пензионерите кои што имаат неотповикливи, да речеме, работи, дали до општа болница, дали до други институции, или па и за убаво, што би рекол јас. Во делот на паркирањето према користењето на градскиот паркинг на општина Кавадарци, знам дека градоначалникот со ребаланси и со други своји активности ќе обезбеде подобар дел на жителите на општина Росуман. Би кажал дека општина Росуман е клучна територија и битна територија за општина Кавадарци, поготово во развојот на земјоделието, во развојот на соживотот, така да ние како општина Кавадарци сега сме на располагање во било кој поглед да можеме да заеднички помогнеме на помала општина, која што е произлезена претходно од општина Кавадарци и е на ниво градоначалник, така да мислам дека во тој дел дека ќе имаме една добра соработка и во делот на водоснабдувањето и во се што може да помогнеме за општина Росуман. Најпрво би сакал да се заблагодарам на градоначалникот Митко Јанчев, на председателот на Советот Стојан Черамов и на директорот Гоцех за несебичната поддршка и за соработката која што имаме изминатиот период. Ова за Росуман од големо значење затоа што општина Росуман досега немаше оваква цистерна и ги користевме услугите на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци, но во иднина ќе можеме самостално преку подобрување на услугите преку нашето јавно комунално предпријатие да ги извршуваме и овие дејности. Ќе има огромно значење ова 8-тонска цистерна за општина Росуман. Во наредниот период ќе набавиме и сопствена цистерна која ќе биде со приклучна механизација за тракторот. Би сакала да се заблагодарам за целата соработка која што ја имаме во наредниот период, како што каже и градоначалникот. Предвидуваме во месец април, кој што ќе го имаме ребалансот, најпрво да се воведе бесплатниот превоз за пензионерите со субвенциониран превоз од општина Росуман заедно со општина Кавадарци, така да ќе имаме се подобра соработка. Ние сме општина произлезена од општина Кавадарци 96-та со територијалната поделба, зависни сме со водоснабдување, особено за населеното место за Росуман и за Манастирец. Трстеник земаме директно вода од водоводот Лукар, така да соработката ќе оде во уште поголемо напредно ниво. Како Совет на општина Кавадарци,
и во текот на изборната кампања при тоа што заедно, бидејќи потекнуваме од иста матична партија со градоначалникот, со председателот на Совет на општина Росман, тоа што како општини, како што кажи градоначалникот во изминатиот период на меѓусебна соработка, без разлика на жителите и даночните обврзници од двете општини, за меѓусебна помош го практицираме, така ќе продолжиме во исто време. Една од определбите за заедничко функционирање беше токму и јавниот превоз, каде што би бил вклучено заедно и општина Росман во користењето на јавниот превоз на општина Кавадарци, каде што ќе му возможиме за жителите на општина Росман да го користат за благодет нивни. Исто така, како што кажи градоначалникот во однос на јавниот превоз, тоа беше барање во текот на тој дел, затоа што општина Кавадарци е центар на овој регион и сметаме дека таа несебична поддршка која како општина даваме кон сите 4 општини кои гравитираат кон општина Кавадарци, тоа е Росман, Неготино, Демиркапија, сметаме дека таа ќе продолжи во исто време, затоа што тука не се делиме на мали и големи, се делиме на успешен регион и заедно под палката на општина Кавадарци, сите 4 општини во наредниот период ќе лобираме кон централната власт која несебично во изминатиот период се покажа дека општина Кавадарци, овој тиквишки регион начело со општина Кавадарци се вложува во инфраструктурно за да овој дел од територијата на Република Македонија се развива заедно со другите делови несебично и сметаме дека таа соработка и како општина, како совет и во идно време ќе почнеме и ќе продолжиме да соработуваме, односно насоката на заедништвото е единствено нешто што не поврзува и што ни овозможува дека ќе имаме посигурна иднина. Во моментот имаме силно подадена централна рака од нашата власт на чело со премиерот Христијан Мицковски. Сметам дека во тој правец, во слога на заедништво ќе го продолжиме се што е обечено и се што е потреба на жителите во овој тиквишки регион на чело со општина Кавадарци. Изградено е ново детско игралиште во Михајлово, чија содржина освен со детски реквизити е збогатена и со зип линија. Целиот простор е идеален за детска забава, но акцентот е ставен и на моторичкиот развој кај на младите. Финансиската конструкција е 2 милиони денари, средства обезбедени од Бирото за регионален развој во висина од 1,4 милиони денари и општина Кавадарци со учество од 600.000 денари, информираат од локалната самоуправа. Одбележан 17 март, денот на формирањето на Црвениот крст на Република Македонија. Кавадаречката организација на Црвениот крст со години наназад е меѓу најуспешните во нашата држава. Денес го обележуваме 17 март, ден на крводарителството во Република Македонија и ден на Црвениот крст на Република Македонија. И пред да спомнам нешто за формирањето на Црвениот крст на Република Македонија, 17 март 1945 година, ќе се вратам малку поназад за формирање на Црвениот крст во светот. Основоположник на Црвениот крст на светско ниво е францускиот трговец Анри Динан, кој што 1859 година патувајќи низ светот во италијанското градче Солферино, значи во негова близина, бил очевидец или сведок на голема битка помеѓу австриската војска и француската војска, каде што имало вклучено над 320.000 војници и над 40.000 повредени и ранети лица. Тоа му дало идеја на овој човек кој што е основоположник на Црвениот крст во блиската црква да ги собере сите ранети лица заедно со група на граѓани и да им помогне, односно да им пружи прва помош. На тој начин, значи, за прв пат се јавува идејата за формирање на Црвениот крст, за подоцна да настане и формирање на Црвениот крст во сите држави, а во Република Македонија, значи, Црвениот крст е формиран по ослободувањето од Втората светска војна, значи, на 17 март 1945 година, кога во поголемите градови се формираат основни организации на Црвен крст, за да и во Кавадарци биде формирана таква една организација, која што функционира се до ден денес. Минатата година, 2025 година, можеме да се пофалиме со поголеми успеси од областа на крводарителството. Значи, имаме реализирано 2432 единици крв, што не врстува во редот на 5 најуспешни организации. Овие признанија крводарителите кои што дарувале крв 2025 година
ќе ги добијат во следните денови во договор со двете локални самоуправи Кавадарци и Росуман, кои што со своето работење ги покрива општина Кавадарци. Исто така и минатата и претходните години може да се пофалиме со големи успеси во младинска конкуренција или во младинска организација на Црвениот крст во делот на промоција на хумани вредности, каде што младите од сите училишта кои што се волонтери во Црвениот крст изработуваат хуманитарни проекти со кои што се помагаат одредени социјални семејства. Тука можам да кажам дека имаме освоено и прво место на државно ниво. Минатата година го делевме заедно второто место, така што и оваа година веќе отпочна нов циклус 2026 година и од првите впечатоци кои што ги добив од младинското работење во оваа дејност промоција на хумани вредности и во разговор со дисеминаторот и со сите учесници, верувам во нив и се надевам дека во текот на годината кога ќе биде прегледувањето на овие хуманитарни проекти, а вие ќе бидете сведоци како телевизија и како медиум, дека повторно ќе бидеме меѓу најуспешните во државата. Исто така, во делот на крводарителството, на почеткот на оваа година имавме неколку крводарителски акции и од крводарувањето во службата за трансфузиологија при Општа болница Кавадарци веќе ја достигнавме бројката од 1000 крвни единици, а предвидениот план изнесува 1188 единици за двете општини Кавадарци и Росуман. Значи и оваа година 2026 ќе го натврлиме оној годишен план од областа на крводарителство. Она што останува како предизвик во 2026 година, ќе ги споменам и двата проекти давање на социјални услуги, нега во домот за стари лица, кој што очекуваме да продолжи од следниот месец, и личната асистенција, каде што исто така имаме наши лични асистенти, кои што ќе вршат посета на лица со попреченост и слепи лица во нивните домови. Покрај тоа можам да најавам и одредени активности во други области, како што се првата помош, редовно учествуваме и на државни надпревари, на регионални надпревари. Сега во месец април најпрво ни престои општинскиот надпревар, каде што ќе земат учество сите основни училишта од Кавадарци и Росуман и трите средни училишта, а најдобрите екипи ќе представуваат нашата општина, односно нашата организација на Црвен крст Кавадарци, прво на регионален надпревар, па доколку се пласираат во првите 5 екипи, ќе представуваат и на државен надпревар. И да не должам многу, тука ни се уште и од социјална дејност двете поголеми акции, Недела на солидарноста и Денот на гладта, значи во месец април и во месец октомври, и останати активности во текот на целата година. Значи, на крај би посакал уште еднаш да се вратам на овој ден, 17 март, да ги поздравам сите крводарители, сите членови, волонтери, вработени во Црвениот крст, да им посакам добро здравје, добар семеен буџет и се најдобро, значи, во оваа 2026 година. Преку општокорисна работа за деца до зелено општество станува збор за нов проект кој треба да се имплементира во општина Неготино. Заеднички за зелено застапување е мотото на најновиот проект кој ќе се реализира во општина Неготино, како и на територијата на цела Република Македонија. За таа цел, во работниот кабинет на градоначалничката на Неготино Марија Нацева се одржа координативен состанок на кој присуствува и учество зедоа градоначалници од регионот, директори на јавни комунални предпријатија, представници на Министерството за внатрешни работи и други, со цел за координирање за поуспешно имплементирање на овој проект. Целта на истиот е создавање на зелено општество преку примена на мерката општо корисна работа за деца, преку меѓуинституционална соработка. Ќе се уредува дворот на црковниот храм Света Тројца во Росуман. За таа намена изготвено е идејно решение, а наскоро се очекува да се отпочне и со предвидените работни активности. Најпрво по иницијатива на отецот Петар, кој што е во нашата црква, и црковниот одбор се одлучи на решение да се уреди дворот на црквата Света Тројца во Росуман.
Во овој момент не е присутен отец Петар, но истиот ќе го образложи подетално целиот проект. Исто така користам оваа прилика да се заблагодарам на Марија Петровска Крстев, која што го изработи идејното решение, додека ние како локална самоуправа заедно со општествено одговорни компании кои што гравитираат на територија на општина Росуман, јавното комунално предпријатие, но и останатите компании се одлучивме на овој чекор да што побрзо да го реализираме овој проект, односно овој простор да се сруши и да се изгради ново, многу поубаво решение за дворот на црквата Света Троица. Тоа се општественото одговорни компании кои што функционираат и кои што гравитираат на територијата на општината. Ќе се работи само исклучиво на дворното место или можеби ќе има некој ситен зафат и на самата црква? Изминатиот период комплетно се уреди црквата, односно се замени кровот на црквата, се набави нова камбана благодарение на ангажманот на црковниот одбор, но и на сите граѓани на општина Росуман, се уреди фасадата, така да наредниот период ќе се уреди и дворното место, со што комплетно целата црква во Росуман ќе биде уредена. Традицијата и танцот на русалиите преку стрип илустрации. Во Кавадаречкиот дом на култура беше отворена изложбата Русалии на Димитри Балојани и Центарот за култура Битола. Денес присуствуваме во фоето на Домот на култура Кавадарци на едно отворање на изложба која што беше специјално направена за 55-тото издание на Илинденски денови Битола. Значи се работи за една стрип изложба од битолскиот илустратор Димитри Балојани, кој што на еден нов начин и современ начин успева приказната за русалиите, така и насловена изложбата Русалии, танци и традиција, приказната за русалиите и како древен обичај да ја представи преку една нова стрип уметност. Модерна уметност. Зошто така? Затоа што целта на изложбата е да стигнеме и до младата публика преку оваа изложба. Значи, ова изложба е и за познавачите на фолклорот, меѓутоа преку стрип да стигнеме и до младата популација, младата публика, да речем тинеџерска публика, со цел да ја доближиме оваа традиција, овие русалии, значи не само традицијата, туку и на овие панели ќе видиме и приказните нивни представени преку еден модерен начин. Предпоставам дека Кавадарци не е прв град, предпоставам дека изложбата веќе карван од нејзин помена и други градови. Точно. Значи, како што реков, почнава од Битола, пред Кавадарци бевме на наше големо задоволство и во Гевгелија, исто во културниот дом, каде што љубителите на уметноста беа дојдени, беше околу 10 дена, има можност да видат ова наша изложба. На оваа изложба и на овој состанок имаме можност да се запознаеме со директорот. Сите претходни мои гостувања, ќе нагласам и во Гевгелија и во Прилеп, вродија со една плодна соработка, понатамошна и понатамошни планови кои што ќе ги разгледаме. Исто така денес сме тука и на средба со режисерката Микица Илова, која што за месец дена на нашето 27 издание на фестивалот на монодрама Битола, представата Кротка ќе земи учество во официјалниот дел на нашиот фестивал. Така да, оваа изложба ја чувствувам како еден плод за идна соработка. Јас сигурен сум дека ќе вроди интерес, ќе предизвика една провокација кај младата публика да ги разгледаат овие, би рекол, илустрации. Следно јас би бил и радосен ова конкретно како изложба да можеме и да ја анимираме. Така да, сигурно преку овој начин на прикажување на изложбата ќе стигнеме до младата публика, ќе ја заинтересираме. Русалиите се обредни поворки, машки обредни поворки кои се случуваат за време на некрстените денови. Овде авторот не ги пренесува како стрипови и е добро за помладата публика да видат што уствари се русалиите, каква е нашата традиција, какви игри се играле, како се одвивале самите мислам како било одвивањето на самиот чин на русалиите, така да мислам дека е една добра работа, добра изложба на самиот автор
и мислам дека ќе биде многу интересна, посебно за помладата публика. Самиот начин на преносување преку стрипови, а тоа би било поинтересно кај помладата публика, ако немаат можност сега во традицијата во нашето секојдневно живење да ги видат русалиите како обредни поворки, мислам дека преку стриповите и преку онлайн платформите, мислам дека можеме да ги доловиме самите русали или било какви маскирани поворки. Во дневникот исечоци од пресконференциите на политичките партии. Председателот на СДСМ, доктор Венко Филипче, на денешната пресконференција предупреди дека поскапувањето на горивата директно ќе влија и врз поскапувањето на цените на прехранбените производи, што е уште еден сериозен удар врз семејниот буџет на граѓаните. Побара владата да превземе итни мерки. Од денеска повторно има покачени цени на горивата во земја. Иако премиерот Христијан Мицкоски најавуваше дека горивата ќе поевтинат и дека ќе се намалат некаде за 2,5 денари по литар, тие поскапеа за 7 денари. И тоа не е ништо од премиерот, секој ден му е само една нова лага. Ова е второ сериозно покачување на цените на горивата, а владата не превзема буквално ништо да го заштити стандардот на граѓаните. Нема најава за никакви мерки кои што во оваа тешка криза ќе им помогнат на граѓаните полесно да живеат. Не се само во прашање цените на горивата. Ова поскапување на цените на горивата ќе доведе до поскапување на храната, на основните прехранбени продукти, евентуално и на струјата. Потоа дури и цената на нафтата на светските берзи да се стабилизира и да се намали, ако се случат овие поскапувања, цените ништо нема да ги врати назад. Сите земји во регионот веќе презема соодветни мерки со кои што им помагаат на своите граѓани полесно да надминат оваа криза. Само нашата влада не прави ништо, не се грижи за граѓаните, се грижи само за сопствените бизниси и за сопствените тендери. И ова не е нешто ново. Тоа го прават изминатите 2 години во континуитет. За само една недела, согласно просечната потрошувачка на деривати. Граѓаните платија 3 милиони евра повеќе само со покачувањето на цената на дизелот. Со новото поскапување, неделно тоа ќе ги чини граѓаните повеќе 4,5 милиони евра. Пари кои што ќе бидат одземени од граѓаните и компаниите. Имајќи предвид дека апелиравме, имајќи предвид дека како и секогаш до сега владата не одговори и нема намера да одговори, имајќи предвид дека нема најава од владата никаква, ние во собранието ќе поднесеме пакет на закони со цел да им олесниме на граѓаните оваа криза полесно да ја надминат. Прво, закон за намалување на стапката на ДДВ од 18% на 5% за горивата. Понатаму намалување на акцизата за 4 денари. Третиот закон, укинување, следување на 0% ДДВ за основните прехранбени производи. И четвртиот закон за преполовување на цените на патерините, кои што нашите граѓани ги плаќаат возејќи по патиштата ширум државата. Владата мора да реагира и мора да ги прифати овие закони. Затоа што народот едноставно во оваа криза нема да може да се прехрани. Дебаклот на протестот организиран од СДС и ССМ докажа кој реално мисли и помага на граѓаните. Порача на денешната пресконференција Бране Петрушевски од владеачката ВМРО ДПМН. Дебаклот на протестот организиран од СДС и ССМ докажа кој реално мисли и помага на граѓаните. Така наречениот синдикален протест организиран од ССМ, а технички и логистички од СДС, граѓаните не го поддржаа затоа што на сите им е јасно дека ова е само еден очаен обид за спас на СДС и политичко профилирање на Трендафилов.
Протестот во саботата, кој беше организиран од страна на кадрите на СДС, облечени во синдикални маички, доживеа дебакл и ги делегитимира ССМ уште повеќе. Ниту СДС, ниту ССМ, а уште помалку Трендафилов и неговата дружина се интересираат за работничките права. Нив ги интересираат своите цели и интереси кои ги добиваат по заслуга на работниците. Работниците и нивните права се злоупотребени од СДС и ССМ само за истите да дојдат до медиумско влијание. Каде е ССМ, таму е СДС. Каде е СДС, таму е и ССМ. Меѓу овие две организации веќе нема разлика. ВМРО-ДПМН, за разлика од СДС, ќе продолжи и натаму да ги зголемува платите и да го подобрува стандардот на граѓаните. Следуваат информации од спортот. Тиквеш Голден Игл максимално го намачи шампионот МЗТ, но сепак загуби со 88-85. Кавадарчани до крајот на регуларниот дел ќе имаат невозможна мисија да стигнат до плейофот. Кошаркарите на Тиквеш Голден Игл добро го намачи актуелниот шампион екипата на МЗТ во надпреварот од 19-тото коло во машката МТЛ кошаркарска Суперлига. Тиквеш пружи силен отпор на гостувањето и по првите 10 минути беше 25-25. Кавадарчани победоа и со плюс 6 во втората четвртина, 42-36, но сепак екипата од Аеродром го сврта резултатот во своја корист до крајот на полувремето, кое го доби со 47-46. Голема борба се водеше и во третиот период и во последните 10 минути се влезе со скоро 70-67 за МЗТ. Металците на 2 минути до крајот победоа со 84-75, но кавадарчани немаа намера да се предадат. Сепак, искуството и подолгата и поквалитетна клупа на МЗТ си го направи своето за конечна минимална победа од 88-85. Најдобар поединец во победничкиот табор беше Мексмит Мекјуен со 18 поени, а во редовите на Тиквеш Голден Игл ист учинок има Парсонс и Хокинс. Во вториот вчерашен надпревар во Битола, Пелистер потешко од очекувањата го доби гостивар со 93-88. Битолчани има и плюс 20, но гостивар успеа да внесе неизвестност во завршницата. До крајот на регуларниот дел од сезоната останаа уште 3 кола, во кои Тиквеш Голден Игл ќе има невозможна мисија да стигне до местата кои водат во плейофот, бидејќи има неповолен распоред. Кавадарчани дома ќе играат со Куманово и ТФТ, а ќе му гостуваат на Пелистер. Берикетен викенд за кавадаречките ММА борци во Хрватска. Дарко Димитриев и Јордан Ѓошев забележаа победи во Кафезот, а Илија Митрев загуби со судиска одлука. Изминатиот викенд тројца наши борци, членови на Центарот за боречки вештини БУДО, Дарко Димитриев, Илија Митрев и Јордан Ѓошев, зедоа учество на меѓународниот турнир во мешани боречки вештини или ММА, насловен како БФН-9, кој се одржа во Вуковар, Хрватска. Кавадаречките борци забележа одлични резултати, бидејќи двајца од нив се вратија со победи во Кафезот. Дарко Димитриев во категоријата до 66 килограми до победата стигна со прекин во втората рунда и забележа технички нокаут. Јордан Ѓошев во категоријата до 70 килограми забележа победа со судиска одлука, а Илија Митрев во категоријата до 77 килограми беше поразен со судиска одлука. Одлични борби, уште подобра организација и пред се големо искуство за кавадаречките борци.
Времето утре ќе биде променливо, облачно и посвежо, претежно во западните делови ќе има повремени локални врнежи од дожд, на планините врнежи од повремен снег, на некои од повисоките места ќе има врнежи од дожд и снег. Ќе дува умерен ветер од источен и југоисточен правец, температурата ќе се движи во интервалот од 5 до 13 степени. Тоа беа содржините во дневникот. Ви благодарам за довербата и вниманието. Ви посакувам пријатна вечер со програмата на вашата КТВ.